Кочани, Пехчево и Делчево со двојни причини за прослава. Денеска и утре слават општинско ослободување, но и државна независност. Денес за Кочани и за Македонија е двоен празник. Денес е ослободување на градот Кочани, а уште утре и ден на независноста и суверенитетот на Македонија. Делегација од општина Кочани, како и делегација од Сојузот на борците од Народно-ослободителната војна, ќе положат свежо цвеќе на споменикот на слободата овде, а потоа и на спомен бистите на правоборците Љупчо Сантов и Раде Кратовче во Паркот на Револуцијата. Во Делчево денес над 50 граѓани даруваа крв. Најбројни меѓу нив беа пожарникарите. Денес тоа ми е 16 пат што давам крв. Тоа за мене представува една хумана работа на која што му треба на некој оваа крв за да спасиме некои животи. Јас и мои колеги околу 10 редовно даваме крв сите. Даруваме околу 25 пати. Хумана работа да се спаси живот. Не боли, ама може некој да спасиме, така. Значи, ово име е 6/4 сега. Председателството на Сдруженијето Македонски ЕГИ од Штип донесе одлука и оваа година да не организира манифестација на споменикот во Балканска, но таму годинава ќе се одржи официјалната општинска манифестација. Истата е закажана за утре со почеток во 9:30 часот, а опфаќа панихида, полагање цвеќе и пригоден говор. Традиционално за денот на независноста, младите од СДСМ организираат недела на спортот. Спортските активности започнуваат на 8 септември со турнирот во табла, кој ќе се одржи во општинската организација на СДСМ Штип, со почеток од 17 часот. Продолжуваме со турнирот во мал фудбал на 9 септември, кој ќе се одржи во спортско-рекреативен центар Джексон со почеток од 18 часот. Комунитарниот настан завршува на 10 септември со турнирот во баскет, кој ќе се одржи во гимназијата Славчо Стеменски со почеток од 16 часот. И годинава неделата на спортот има хуманитарен карактер. Секој учесник треба да партиципира со 100 денари, а собраните средства подоцна ќе бидат јавно донирани.